Новата сезона во третата македонска фудбалска лига исто ќе биде поатрактивна, но понеизвестна кога е во прашање горниот дел од табелата, поточно првото место кое води во баражот за втората фудбалска лига. Зголемувањето за 4 екипи во однос на лани или вкупно 12 екипи. Минатата сезона се надпреварува 9 екипи. Вардарски стана шампион и се пласираше во втората лига преку баражот, а во новата сезона во однос на ланските 8 дополнително ќе се надпреваруваат Хоризонт Турново, Светлос од Зрновци, Бреганеца Делчево и екипата на Граничар Спорт Ново Коњарево Струмичко, а тоа ќе значи и повеќе дерби надпревари, повеќе публика на стадионите, но и растење на апетитите на екипите за висок пласман и промоција во втората лига. Хоризонт Турново во минатото беше вице-шампион во првата лига, играше квалификации за Лига Европа, располага со повеќе од перфектен спортски комплекс. Ќе значи дека овој тим ќе го напаѓа првото место. Ние повеќе сме фокусирани на самите себе, на нашата игра. Од ланската сезона мислам дека оваа сезона ќе биде некако поатрактивна затоа што има повеќе екипи. Затоа мислам дека и повеќе надпревари, мислам дека ќе биде поатрактивно за сите, и за гледачите, и за навивачите, и за сите. Слога е прв фаворит за првото место, но сезонова и другите екипи ќе се вмешат во трката за првото место. Ние ги започнавме први подготовките од сите тртолигаши. Оваа сезона сакаме да влеземе во втората македонска лига, да бидеме шампиони и воедно да улеземе во втората македонска лига. На истоко се реактивираат екипи кои подолг период не биле активни, а сега одново се враќаат на фудбалската карта на Македонија. Сега дека мислам дека е поатрактивна сезоната, бидејќи има повеќе клуба и дека ќе биде поинтересна оваа сезона од претходната. Новата сезона од третата македонска фудбалска лига исто ќе започне на 15 септември со 12 екипи.